аргументи и без докази беше обвинета општина Газибаба, јас како градоначалник и дел од вработените во општина Газибаба. Уште еднаш, иако во минатото целокупната постапка во врска со случајот Космос беше водена максимално транспарентна и за целокупната наша постапка беше информирана јавноста преку медиумите, амбасадите и сите релевантни институции во Република Македонија, уште еднаш сакам да потенцирам дека целокупната постапка се одвиваше законски и транспарентно, согласно законите во Република Македонија и согласно Уставот во Република Македонија. Околу самата постапка можеме, доволно е само да ги видиме доказите кои што се од страна на самиот инвеститор, каде што и тој самиот за целото време знаел дека градбата ја гради спротивно на одобрението за градба, спротивно на архитектонско-урбанистичкиот проект, спротивно на деталниот урбанистички план. За нашата законска постапка може да потврдат и сите оние документи што ги добивме како потврда за нашето законско постапување. Тука би сакал да ги истакнам сите оние инспекцијски служби кои што беа од Државниот инспекторат, Министерството за транспорт и врски и судските институции, Управниот суд и Висшиот управен суд. Ево овдека пред мене се одлуките од Управниот суд, правосилни, и од Висшиот управен суд. Тоа се 9 одлуки од Управниот и од Висшиот управен суд, каде што се потврдува нашата законска постапка. Се разбира, во оваа постапка инвеститорот имаше право на жалба, значи неговата жалба беше отфрлена, односно беше потврдена нашата законска постапка. Исто така имаме едно решение од Уставниот суд, каде што ни потврди дека во конкретниот случај господинот Фијат Цановски ја искористил сета можност што ја дава Уставот, односно ниту едно негово право кое што е загарантирано со Уставот не му е попречено. Значи имаме и тоа решение од Уставниот суд. Воедно дека целокупната постапка е законски, потврдува и самиот инвеститор преку доставување на негов елаборат со мерење на котите. Во целокупната процедура имаше изготвено 4 елаборати, од кои што 2 беа од страна на општина Газибаба, односно фирма која што ангажираше општина Газибаба. Исто така имаше ангажирана фирма и Државниот инспекторат за урбанизам, но воедно во таа постапка имаше и ангажирано фирмата инвеститор Фине елаборат за утврдување на висинската кота, значи геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба. Овој елаборат со кој што и тој самиот потврдува дека градбата ја градел спротивно на одобрението за градење. Тоа е документ, како што напоменав, и добро е специјалното јавно обвинителство овие аргументи детално, иако ние ги доставивме, на целокупна документација е доставена, и овие документи да беа презентирани пред јавноста. Во постапката и самите учесници во целокупната градба, тоа се проектантот, изведувачот, основачот на фирмата, имаа донесено одлука. Решението за градба, одобрението за градба е од 24.12.2010 година, а еден ден после решението за градба, значи на 25-ти, еве господинот Фијат Цановски е подпишан, тука се подпишани соодветните проектанти, надзорот, каде што велат дека ние се согласуваме, еве можам само една реченица, даваме писмена согласност за подигнување на објектот за 1,5 метри. Значи сите тие меѓу себе си даваат писмена согласност да го подигне објектот за 1,5 метри еден ден од кога доби решението за градба, а таква согласно не доби од општина Газибаба, затоа што тој не ја побара кај нас тогаш, ја побара после 7 месеци, и затоа што тоа што го бараше е спротивно на одобрението за градба, односно спротивно на деталниот план и одобрениот архитектонски урбанистички проект, ние не можевме да му го овозможиме. Значи со самиот тој факт дека самите меѓу себе си дале согласност, говори дека тие знаеле и цело време градбата изведувале спротивно на одобрението за градење. Исто така можам да потврдам уште еднаш дека целокупната постапка законски е спроведена и во текот на постапката за
јавна набавка за избор на фирма за рушење на објектот. И би сакал тука да јавно и гласно да кажам дека се прави на голема манипулација со цитирање на одредени суми парични средства како финансиски средства што општината ги издвоила за ангажирање на фирми за рушење. Општина Газибаба нема обврска за рушење на објекти, рушиме само во ситуација кога инвеститорите не постапуваат согласно нашето решение, како што е и во оваа конкретна ситуација. Затоа што самиот инвеститор, иако бил предупреден од страна на инспекторката да не продолжува со градба, тој продолжи со градба, наместо да отпочне со рушење, моравме ние согласно законот да ние земеме таа обврска за рушење. Но финансискиот терет не е на општина Газибаба, теретот е на инвеститорот. Ние сме сега во фаза на извршување, односно преку извршител бараме тие средства да си ги наплатиме од инвеститорот. Општината, како што напоменав, нема обврска за отстранување на објектот, има обврска инвеститорот. Но во конкретниот случај, затоа што инвеститорот на почетокот не сакаше самиот да ја отстрани градбата, општина Газибаба пристапи кон извршување на решението, а ќе потенцирам уште еднаш, трошокот за извршување е трошок на инвеститорот кој што сме ние сега во фаза на исплата и тоа ќе биде соодветно наплатено и со одредена каматна стапка. Од аспект на тоа дека беше кажано дека општина Газибаба е оштетена. Во подоцнежната фаза на рушење, тој самиот побара да го доруши објектот, зашто ние му овозможивме и понатака тој пристапи кон рушење на објектот, но сакам да потенцирам дека ниту со еден акт не сме му дале задолжение да комплетно ја отстрани градбата. Значи ние задолжението наше кон инвеститорот беше градбата, односно да биде спроведено решението кое што го донесе инспекторката. Тој знаејќи за целото време дека гради спротивно на одобрението и знаејќи дека целата градба ја гради спротивно на одобрението за градење, самиот си доруши до темелната плоча како што е и сегашнава ситуација. Значи со тоа уште еднаш се покажува дека и тој уште од старт со умисла пристапил кон градење на објект кој што ќе биде спротивен на одобрението за градење. Истото тој како инвеститор го знаел затоа што и во медиумите, еве јас ќе цитирам некои од медиумите, каде што има инвеститорот давано изјави. Пример, тоа е весникот Порта 3 од 19.5.2011 година, или весникот Шпиц од 12.4.2010 година, весникот Дневник од 16.3.2010 година, или од наша страна имаме копија од Facebook страната негова од 14.8.2011 година, каде што како инвеститор дава изјава во овие весници каков тип на градба гради. Во таа негова изјава стои дека тој гради стамбено-деловен комплекс кој што има 2 ката подземна гаража и катна гаража во непосредна близина. Во конкретниот случај со решението за градба ние му имаме одобрено 3 ката подземна гаража. Односно, она што е констатирано од наша страна дека инвеститорот направил 1 кат подземна гаража помалку. Веројатно тука се водело по принципот да има поголема заработка, односно да има помала инвестиција во градење на таа катна гаража, односно се извинувам, подземна гаража која што била одобрена, а тој со самото негово кажување, значи знаел и преку медиумите тоа го соопштил дека гради 2 спрата подземни паркинзи и 1 катна гаража. Општина Газибаба во постапката нема издадено одобрение за катна гаража, ниту пак инвеститорот побарал одобрение за катна гаража. Ова е доволен доказ, уште еднаш да потврдам дека цело време инвеститорот господинот Фијат Цановски манипулира и ја залажува македонската јавност, затоа што тој, како што ги цитирав термините кога ги дал изјавите, значи и пред да го добие решението за одобрение за градба, и во текот на градењето давал иста изјава, односно дека 1 кат подземја гради помалку. Со тоа се потврдува дека цело време тој знаел дека објектот се гради спротивно на одобрението за градба. Од аспект на тоа што специјалното јавно обвинителство потенцира дека во постапката имало мислење од архитектонскиот факултет, тоа е точно и
И јас ќе го продолжам само документот кој што е од страна на архитектонскиот факултет, каде што и самиот архитектонски факултет кажува дека тој документ е неважечки. Односно, сега јас ќе ги прочитам неколку реченици од документот од архитектонски факултет, затоа што ние се обративме до архитектонскиот факултет со неколку прашања. Во врска со прашањето за надлежност, ви известувам дека архитектонскиот факултет нема надлежност и не издава документи со кои се толкуваат управни постапки или содржина на било каква управна постапка, кои се водат пред други органи. Исто така, архитектонскиот факултет Скопје нема надлежност да толкува законски прописи, затоа што тоа е утврдено со други прописи. Значи, ова е мислењето од архитектонскиот факултет, на кое што денеска бевме прозвани, дали во постапка да го има разгледувано. Иако тоа е, како што самиот факултет тврди, незаконски, јас ќе потенцирам дел од тоа мислење, значи ова е стручното мислење од архитектонскиот факултет, потпишан од професорот Мирослав Гарчев, каде што и тој тврди дека објектот се гради спротивно на одобрението.